Добро утро и добро ми дојавте. Време е да го започнеме најновото издание на магазин. Многу се радувам што денеска Елена Јовчевска за прв пат ќе зборува за мајчинството, бидејќи во оваа улога се реализира пред само 4 месеци, а ако ви кажам дека по само 2 недели од породувањето таа застана и на музичката сцена, тогаш стварно може да кажеме дека оваа девојка е апсолутен феномен. Во секој случај, знаете дека секогаш е расположена за убав муабет, за музика, секогаш е најпрофесионална, тоа морам да ја пофалам и вака јавно, иако пред камера 100 пати сум ми го кажал. И денеска ќе биде еден интересен момент, бидејќи имаме новитет, ќе имаме неколку игри со кои што ќе се потрудиме да извлечеме онака лични работи од самите гости, така што денеска со Елена Јовчевска тоа некако официјално ќе го стартуваме и мислам дека ќе имаме добар почеток. Прво, добро утро и добро ми дојде. Добро утро и добро ве најдов. Кога имаше стомак, кога роди дете, кога изгледаш послабо од претходно? Не имам, се смеам. Не знам, може би генетика. Не знам како да кажам. Генетика. Не само тоа, многу внимавав во текот на бременоста и бев доста активна. Пеев до 8-миот месец. Така да, сепак мислам дека секоја жена која што е активна во бременоста и пази тоа што јаде и како се исхранува, е клучот за да изгледа нели вака. Ти си стварно феномен, прекрасно изгледаш, тоа морам да ти кажам на самиот почеток. И многу ми е драго што денеска се договаравме од претходно, меѓутоа нели со киркичката беше прилично мала, па сега има 4 месеци што за тебе е готово, сега сме големи. Голема. Да. Одлично. Да се загрееме, а? Може. Ти кажав, денеска ќе имаме нешто ново. Да, ми кажа. Не е страшно, не е тешко, меѓутоа мислам дека ќе биде интересно да видиме за 60 секунди колку работи и одговори може да добиеме од тебе. Го крстив ми или, бидејќи има две опции, па мораш да избереш една од тие опции. Добра. Дали си спремна? Спремна сум. Сигурна ли си? 100%. Режија, тајмерот дали ни е спремен? Тајмерот ќе биде спремен. Кога ќе биде спремен тајмерот? Ќе почнеме. На мој знак почнуваме. Тајмерот почна, ај одново, не го видов. Може? Еве го. Тапан или гитара? Тапан. Прилепска чалга или модерна бина? Прилепска чалга. Полна сала, стадион или враќање на бис? Враќање на бис. Штикли или патики? Патики. Планина или море? Двете, али ај поише море. Едно. Море. Сарма или ајвари сирење? Ајвари сирење. Строга мајка или попустлива мајка? Строга. Кафе со пријатели или тишина пред настап? Со пријатели. Фестивал или приватна веселба? Приватна веселба. Добар бакшиш или добар хонорар? Добар бакшиш. Соло настап или дует? Соло настап. Староградска музика или рок свирка? Староградска. Трема или адреналин? Адреналин. Рано будење или доцна инспирација? Рано будење. Гајда на светска сцена или интимен концерт кај позната личност? Гајда на светска сцена. Браво! Браво! Сакаш одново? Ништо требало повеќе прашања. Чекај сега да се навратаме што ми одговори. Патики ми рече, а? Да. Секогаш си... Јас штикли носам само кога сум на настап, морам да признам. Значи, не можам, едноставно, премногу настапи и стварно сакам кога не сум на настап да имам удобно нешто да носам на ногата. Многу ретко носам штикли преку ден. Да, па дури на емисија доаѓаш во патичиња. Нели се пресам некој, ја тоа го правам константно во секоја емисија, не само тука. Си се појавила ли со патики на телевизија или не? Не. Сум се појавила на настап со патики. Аха. Не беше тоа настап договорен, туку ме стана за да пеам. Так. И тогаш бев со патики, доби бакшиш и викам, Елена, значи ти во патики добиваш бакшиш. Тоа е. Сега ќе бакшишот и хонорарот што ми кажа? Бакшиш. Бакшиш. Колку е најголемиот бакшиш до сега? Па, најголемиот бакшиш бил во Австралија до сега. Не сакам да откривам сума, меѓутоа Австралија бил најголемиот бакшиш. Имам и круна, каде што свирам со гајдат, имам круна направена од долари,
моите Стварно? македонци во Австралија, да ги поздравам во Мелбурн беше тоа. Чекај, тоа на лице место го правеше додека беше на настап? Додека бев на настап, да, ми правеа Како круна. ти текна на тоа? Тие, Тие правеа да, круна? публиката ми правеа круна. Да. Браво, Да, браво, да. браво, добар момент. Староградска музика велиш исто така? Па, јас пеам секогаш жанр музика, Да. меѓутоа кога бирам да пеам цела вечер рок, не би можела да пеам цела вечер рок, затоа што нели не ја негувам таа музика константно. Можам да испам јас неколку песни рок без никаков проблем, меѓутоа сепак македонската музика, она што сум нели препознатлива, го негувам и го пеам. Така и сега меѓу сарма и ајвар и сирење избра ајвар и сирење. Тоа највкусно. И еден печен леп да има. Еден печен леп домашен. Знаеш ли да сготви, си правила ли ајвар до сега? Со родителите да сум правила и не е воопшто лесно да се направи вкусен ајвар. Значи тоа бара стварно 3 дена мислам дека се приготвува пиперките, па за да дојде тој финален производ. И цело семејство и сите комшии од знаеш, страна. оно што останува кога нели го пржиш, што останува да си го макнеш, тука топло, со лепче, топло, да, најубаво. Доста не ми прави иштав. Ти благодарам за почетокот, мислам дека не беше добро загревање. Така малку ми беше под стрес, ама. Да, викаме како ми прашаја сега. Ќе позборуваме за мајчинството на почеток, пред да одиме со музиката, односно новитетите кои што ги имаш, бидејќи мислам дека тоа стварно е најважната и најсериозната улога која што досега си ја добила. Дефинитивно. Многу доцна откри дека си бремена, дали тоа намерно го направи или мислиш дека ќе имаше врска со не сакав да твојот ангажман? Не сакав, јас никогаш не ја мешам приватноста со работата и едноставно немаше потреба да знаат нешто пред време кога нели јас сепак сум за тоа додека се роди тоа дете да биде во тајна затоа што не дај Боже се случуваат сакави компликации и мислам дека појавување во јавност и пишување во портали па после да се случи нешто што некој не го посакува, сум имала многу примери такви и затоа одлучив да не се појавувам во јавност и не само јас се појавував во јавност, меѓутоа од самото тоа што јас пазев на мојата исхрана и на тоа да изгледам перфектно, кај мене воопшто не се познаваше. Јас бев поправена само 9 кила во цела бременост, односно само стомакот да кажам бебето, така да немав никаков проблем и немаше ни поента да прикажувам, да се експонирам. Така. Не чувствував таква потреба. Јасно. И помирна ќе си веројатно. Ама бе фер, тебе ти кажав, нели? Да, мене ми кажа. Тебе ти кажав, бев во емисија и ти кажав. И морам да кажам дека на никого не издадов, стварно не издадов. Да, фала ти премногу за довербата. Да, од тој тип на лик сум кога некој ќе ми каже буквално ако е за меѓу нас ќе остане меѓу нас и тоа е тоа. И многу се радувам што се реализира во оваа улога бидејќи знам колку многу ти значи. Прашањето можеби е клише, ама верувам дека треба да се постави колку те промени мајчинството. Се смена ли Елена од како стана мајка? Многу голема одговорност. Значи се до сега што сум правела, сум го завршувала и знам дека тоа е завршено. Меѓутоа, знаете она поговорка еднаш родител за секогаш родител, тоа е таква одговорност што нема крај. Нема крај. Значи не постои нешто што има поголема одговорност од дете, дефинитивно. На само 2 недели од како се породи? Бев на забава, на само 2 недели, бев на забава прво. Излегов на забава, така, малата ми ја чува и излегов на забава, а после точно месец дена се вратив на сцена. Тоа е многу брзо. Да, многу брзо, меѓутоа јас кога нели појдов во клиниката во Жан Митрев, кажав дека сакам да се пораѓам природно, ради тоа што мојата професија и докторот знаеше каква е. Така да јас се породив природно како сите до сега мајки без никакви анестезии и да, болно е, не викам не, тоа е најголемата болка во животот што има почувствувано, меѓутоа за 2 сата јас станав на нозе. И ја на секого им посакувам да имаат бременост како мене и да го поминат и породувањето исто како мене. И како беше на првиот настап ме интересира, ја мислеше ли киркичката додека беше таму, бидејќи нели прво дете, новитет, 2 недели само возрастна. Да, да кажам дека стварно Талија е многу мирно бебе и знаев дека нема да има никаков проблем, бидејќи јас сум ја научила на некој ред уште од малечка, уште од кога се роди. Затоа ми кажа строга мајка. Да, јас сум ја научила, јас не сум спила 3 дена поред, меѓутоа сум ја научила на ред кој што сега моментално сум благодарна на тоа што не сум спијала, затоа што сега таја спија и немам никаков проблем и е смирено дете каде што
и е се овозможено и нема потреба да биде немирна, дури јас некогаш изборувам, ама вака не се договоривме и таа гуга како се да разбира. Нормално да ја мислиш, јас бев и Швајцарија, не бев тука точно 36 сати, значи една ноќ била без мене. Меѓутоа, стварно е мирна и со тие што ја гледаат, ги знае и нема никаков проблем. Твоите се од голема помош, нели тие се? Да, ми помагаат моите, исто тука во Скопје ми помагаат партнерката што ми е Нен Бјути, незината мајка и така да Одлично. Тука сме сите. Во сигурни раце. Во сигурни раце, да, баш убаво. Имавме и некои фотографии, не знам дали помина, не забележав, од крштевката. Помина, отиде возот. Како и да е, убаво ли си поминавте? Супер. Нели едно ново доживување? Убаво, да. Многу убаво. Ја крстивме, ќе правиме забава на 30 август, Господ здравје. Супер, летно време, таман ќе биде поголемка. Па сите мои пријатели кои што се од странство, нели во летен период доаѓаат. И така одлучивме забавата да е на 30 август, а сега ја крстив затоа што мислам дека е предолг период да детето да не е 9-10 месеци некрстено и затоа ја донесов таа одлука. Така, одлично. Многу ми е мило, верувам дека уживаш буквално во овој позитивен и убав хаос. Ти фали енергија дополнително време или само се прилагоди на... Ми фали време за одмор, не ми фали време за енергија, туку ми фали време за одмор, меѓутоа ќе помини овој период затоа што имам премногу обврски, не е само пеењето. Имам уште други дополнителни обврски кои што ги работам попратно, меѓутоа ја носам секаде со мене и веќе Талија е шетано дете кое што не смета бучава, таа може да спија и ние вака се да разговараме и таа може да спија. Да, ако сака да јади, таа може да има секаква музика за Нова година, ја носам со мене беше во ресторан, че немаше никаков проблем, додека не чукна тапано. Кога чукна тапано, тогаш се исплаши, да. Меѓутоа нема никаков проблем. Така, ќе биде од малечка научена на она што мама го работи, да. Цело време сме во салон, по 4-5 сати поминуваме во салон со девојките, таа таму спија, јаде, има кој да гледа. Постојано е во гужва и така е научено детето да не е во тишина. Браво. Не запираш со музиката паралелно, извади една песна и спот, гледанице, тоа денеска нели ќе го продискутираме и промовираме, уште 2 се чека, значи ти си турбо. Денеска ми стигна, да, и видеозаписите се снимени, мислам дека до средината на март ќе бидат објавени. Гледаница? Многу специфичен наслов, јас те прашав што значи тоа. Да, за прв пат песната јас ја слушнав на една свадба која што ја пева за западниот дел на Македонија, кој што е типичен за тој дел наш македонски кој што е во Западна Македонија и доста се слуша од другата страна на Шар планина, каде што порано нели се зборувале луѓето на дијалект и говореле на некој дијалект како сличен дијалект на тоа е тетовскиот. Знаете, тие зборуваат дијалект, да, ете така. Песната е горанска стара песна, за која што малку јас ја измени во зборовите, ради тоа што сакам да биде литературно македонски. Аранжманот е на мојот драг колега Зеки од Форца Бенд. Направивме еден убав пакет кој што добро помина и се надевам дека им се допаѓа на сите, малку специфичен и нетипичен за нашето подјавје. Меѓутоа имам 2 нови други песни кои што ќе бидат малку подруго сватени. Подруго сватени, да. По секојдневни веројатно. Така. Да, она што се навикнати од тебе. Она што сме навикнати да се слуша македонски мелос и македонска песна. Така, беше ли предизвик да се сниме на ваква песна? Да, се размислував искрено дали да ја снимам, меѓутоа кога ја снимав имав реакција, тоест Зеки имала реакција од моја колешка како не ја слушнала побрзо за таа да ја сними. Меѓутоа така испадна. Јас песната ја снимав кога бев бремена во 8 месец и го снимав аудиото, а веќе бев договорена видеото да го снимам во јануари месец за да можам да ја извадам одма што се вратам на сцена, нели, одма да имам новитети. Така. А која пееше кога ја слушнам? Мене тоа ме интересира. Ја пееше машки вокал, а знаев дека е женски вокал и изгуглав. И јас имав слушнато, имав свадба во Призрен. Тоа беше мешана свадба. Мешана мислиш на... Мешана националности. Да, јас бев викната од страна на невестата. Невестата беше од Македонија, да, од Македонија, да, зетот беше од Призрен. И таму исто ја слушнав, меѓутоа ми се изгуби, знаеш, не ми одеше во главата. И кога ја слушнав во Македонија,
Тогаш ја изгуглав и викам, ова е женска песна, значи нема опција да биде машка, нели се зборува за дека невестата оди бегалка, порано нели бегалка ги земале. А по тој по архаичниот текст ја најдовте ли така беше? Да, по гледанице, да. Беше предизвик да се предизвик беше преведе. да ја преведам, да ја направам да биде на македонски литературен јазик и да се испее на македонски, да не е на дијалект. А додека тоа што го најдов на YouTube е на дијалект и нормално ја пеат многу одамна. Да, таа е она баш автентична како што се ја пееле на времето. Што значи гледанице? Па јас колку што разговарав со колегите, тоа е некоја жена која што им кажувала да им предвидувала иднина. Да се симни, да предскажи дека треба да биде невеста. Сега можеби грешам, така ми кажа, така кажувам. Да, тоа е интересно, сигурно некои што студираат фолклор и така натаму ги знаат сите овие легенди и предања. Најдена добар одзив од публиката, како ја прифати, бидејќи интересно е. Каде што пеам тие свадби, да, сите ми пишаат дека се изненадени дека сум ја снимила таа песна, затоа што била доста стара песна и мене беше задоволство, затоа што сите ми пишаа. Значи тој жар што го негуваат, што го слушаат, помина. Така. Новитетите? Кога рече ќе бидат? Новитетите, мислам дека средината на март. Јас сега правам една кратка пауза од 1 месец, кога ќе додам следна емисија, ќе ти кажам зошто. Од 4 април почнувам со настапи. 18 април сум во Австрија, во Вилах, заедно со мојот колега Благоја Груевски. После седна недела сум во Турција. И така се до крајот на новата година сум со ангажмани, со настапи. Динамично. Да, во преговори сум за 2 турнеи, не можеме да се договориме, се надевам ќе се договориме. Зошто не може да се договори толку финансијка? Не, јас сум многу лесен човек за договор, меѓутоа јас знам колку вредам, колку заслужувам и сакам тоа да биде испочитувано. Мене на пример подобро да ми кажеш Елена, јас не можам да ве платам толку, дали може да дојдете отколку сега ти мене ми се сенкаш пример за 1000 денари. Воопшто, значи не се проблем 1000 денари. Ако не за парите, за принципот. Да, за принципот. И многу не сакам кога некој ти нарушува вредноста. Значи јас сум вложила животот сум го вложила во кариера и тоа е така. И баш нек ни разговарав, значи сите додека шетале, сите додека излегувале, јас сум работела, сум пеела. Значи ние немаме приватен живот и тоа е така и никој не може да го успори. Посебно за колеги кои што се сега 50 години, тоа е поминат живот на штикли, на нозе и колешки, баш комплетна жртва и сега не е коректно некои луѓе кои што не ни ја вреднува професијата. Јас тоа и во една утринска емисија исто да го кажав. Без разлика колку и да е лош продукт, производот, некој се трудил да го направи и треба да се почитува. И тоа е така, вложено е време. Така, исто како твојата приватна работа, да правиш, се трудиш да направиш и сега да ти каже ама не е ова. Си поминал време со тоа нешто си го правил. Посебно кога години од твојот живот. Точно. Што велиш дека буквално ги вложуваш. Кога научи да се справуваш со ваквите ситуации? Па од мала, јас имам изучено повеќе факултети, имав и проблеми и 2016 и самиот живот те учи на проблемите како треба да се справуваш. Значи јас точно знам кога ќе влезам во ресторан, јас точно знам дали имаме проблем, немаме проблем, како ќе поминиме, дали ќе биде убава вечер, дали нема да биде убава вечер. Тоа не е само интуиција, тоа е големо искуство позади себе. Да, колку години од прв настап прилика? Од 16 години, сакав да правам 10 години кариера, меѓутоа тогаш беше короната и не успеав да направам, меѓутоа за 20 години, тогаш ќе бидам 40 години. Кога ќе дојдете од 20? За 4 години. Да. Па сега пресметај. Ме праша колку години сум. Планирам Господ здравје, значи за 40 години секако и 40 правам и 20 години кариера, мислам дека треба да се направи еден убав настан каде што ќе имам многу колеги, без разлика што сите песни не се хитови, има песни кои што сум препознатливи по гајдата. Сакам да направам еден концепт за кој што ќе ужива публиката. Јас мислам дека стадион те заслужува. Не, кажавме гајда со да стадион, да кажавме гајда на стадион. Кажавме, што беше изборот гајда? Или на некој познат, некој познат човек да свирам приватно или да гајда со стадион, дефинитивно гајда со стадион. Гајда со стадион. Да. Интересно да препознаваме ли по гајдата, тоа е она што
и сега ја користиш, свириш? Да, уште од кога почнав со настап. Не секаде, меѓутоа каде што бараат, да. Не може во секој локал не ни одговара да има гајда, негде бараат да се пее забавно на почеток, нели, да имаш поп, фолк, настап. Негде бараат само македонско традиционално, па сакат да се пресличам во народна насија. Секој индивидуално е тоа. Јасно. Кога ја спомена вредноста од претходна научија или домашните локали да ги вреднуваат пеачите? Сега конкретно за твојот случај може да мислам дека сега малку е подигнато нивото, затоа што многу колеги, еден унифен или мојот колега Спасен, кој што почна малку да навлегува малку подлабоко на таа тема и јас го оправдувам, меѓутоа пак ќе кажам, ние сме народ кој што слуша се. Значи не можеш да забраниш, не може тебе да забрани да слушаш цеца, така пример, како пример кажам, така па ни мене јас да пеам. Ниту па треба на некој. Ниту па треба, да, меѓутоа негови ако зборуваме за демократија. Меѓутоа контекстот беше ако веќе има пеачи од надвор од Македонија, треба да има пеачи и од Македонија на тој настан. Не, пак ќе кажам, не мора да бидам јас или некој друг, нека има македонски пеачи. Значи да се негува она што е наше, без разлика на бината дали ќе се пее секако жарни или ќе се пее строго македонско. Нешто интересно, оно што Спасен го правеше и го прави, што знаат секогаш да онака баш отворено да се обрати на социјалните мрежи, забележувам дека многу од пеачите ги нема со било каков став и коментар. Знаете зашто? Затоа што повеќето пеачи, 80% во Македонија пееме се. Јас тргнувам од себе, јас пеем се на настап. Тие се 20% кои што се пее само македонска музика. Јас на моите настапи се бара се да пеам. Јас разбирам дека ние треба и јас сум прва за да се негува македонската музика. Јасно, и со тоа што го правиш, да. Меѓутоа на нашето поднебје му треба може уште 100 години за ние само македонско да слушаме. Ние не можеме да слушаме македонско кога ние правиме, јас сум прва што сум против, ние правиме грчка вечер во Македонија. Јасно. И се многу популарни. Еве јас да кажам јавно, јас пеев во Грција со македонско знаме и добив забрана 10 години за влез во Грција. Стварно? Да. Кога се случува? Тоа се случи 2016 година. Јас дури лани бев влегов во Грција. И то сега кога влегувам ме тргаат на страна повсрно. Се водиш некаде во систем, сигурно? Се водам во систем, да. И сега ние сакаме македонско да биде, јас добив забрана 10 години, а правиме грчки вечери и кршиме чини. Значи тоа јас не го оправдувам во ниту еден случај. А си била на грчка вечер до сега? Не ни сакам. Како да бидам во грчка вечер кога ми ставиле забрана да сум пеела македонска музика во македонско село каде што се собираат македонци кои живеат таму. И ја добивам забрана. Затоа што сум творела македонска музика. Кога ја доби забраната? Имаш инцидент дека беше таму? Јас бев 2016 и после 2017 летото заминав, имав гости од Австралија и сакав да ги носам в Грција, сакаа да одам на одмор. Да ги носам. Јас имав настап и јас да ги носам. Значи јас ме тргаат на страна, добивам забрана. И покрај сето тоа што се случува, пак еден човек од грците полицајци пак испадна добар и мене да ми каже оди преку Бугарија за да влезеш во Грција. Тоа е срамота. Значи мене на ова граница не ме пуштаат, Гевгелија, одам, вртев преку Бугарија, возев плюс 5 сати за да ги однесам луѓето, има резервирано. Како да ги оставам на границата да ги оставам. И мене ми се лутат, јас сум против таа вечер и секогаш ќе бидам против. Имаш причина зашто си против тоа? Чеки, зошто во нашите локали да речи, зошто не направат македонска вечер во Грција? Те во Солун нека направат македонска вечер, па нека ичи македонска песна. Нека не плата нас. Знаеш како бизнисот и парите некако ги изместија многу. Затоа не можеме ние да тоа го ставам пример пошто најконтрадикторни сме со таа земја. И ние самите си го нарушуваме нашето. И никој не може да ме убеди. Нека не е така. Контрадиктор ние на секоја поле и секоја тема. Да, ама ова е многу. Знаеш, нас си се врти како ни одговара уствари. Вон граница, вон граница. Баш. Некаде при крајот имам уште некое време, ама да се тргнеме сите овие теми, да играме уште една игра. Може. Ако може така да не речеме како игра. Сега овај пат јас сум тој што ќе треба да погоди. Две вистини и една лага. Така некако би го насловиле делов. Добро. Поентата е ти да ми кажеш неколку работи за тебе, односно 3 работи, и јас од тие да пробам да проверам по моја логика и колку те познавам, но и колку ќе ме убедиш дали тоа е вистина или не. Кога ќе завршиме со сите 3, на крај ќе ми кажеш дали сум завршил добра работа. Јас ја вака додека се размислував за некои работи што би се случиле. Еве едната работа.
одев на пеење во Битола и паднав, ја скршив штиклата и имав повреда на ногата и настапот беше откажан. Ова беше зимно време или не? Ова беше есенско време. Ова беше есенско време. Ти да откажеш настап и покрај тоа? Да. Зарем е можно? Да. Ме лажеш. Те лажам. Ама не требаше сега да ми Ама не, сега не треба. Да, те лажам. Те лажам, да, зова те лажам. Не, пеев со патики пеев тогаш. Уствари, не те лажам за тоа. Газдата знам дека од сопругата побара некој чевли на ниски, знаеш, за да ставам, за да можам да ја пеам вечерта. Да, инаку да ми отече ногата, скинав, мислам дека некој лигамент повредив, не знам што се деси, али добра бев. Добро е, значи погодив дека ми излаже дека не се настап. Да. Па познавајќи те, мислам дека и со патерици ќе отидеш буквално за настап. Па ајде сега вака, сега уште две ќе ми кажеш, од кои што едната вистина, другата лага, ама сега да пробам исто, ама после двете ќе ми одговориш. Добро, договорено. Ајде, следно. Следно, одев за Канада и ме остави авионот во Франкфурт. Спијав една вечер во Франкфурт и кога стигнав во Канада беше 5 часот пладне, а вечерта требаше да пеам Нова година и настана компликации. Какви компликации? Па ме задржа на аеродром пошто ме помешаја со некоја девојка таму. И јас каснев 4 сати на аеродром. Како те помешаа со девојка? Ме помешаа со некоја девојка кога влегуваш во тие големи држави те сликаат. Аха. Да, и добиваш слика. Посебно за Канада, добиваш слика и со сликата поминуваш контроли пасошки, значи пред да дојдеш на пасошка контрола, мора да се сликаш и ти вади слика. И помешаа со некоја девојка и 4 часа ме држеа на аеродром и ги претресаа куферите. Ја најдоа гајдата, среќа имав документ за гајдата и се направи голем хаос. Добро, ова мислам дека дефинитивно е вистина. Следното? Следното, исто бев на настап и го сгрешив ресторанот и почнав да пеам во грешен ресторан. И тоа во Тетово. Колку ме лажеш од 1 до 100? Не те лажам. Од 1 до 100 колку ме лажеш? Ова е лага. Да, точно. Погоди, двете ги погоди. Двете ги погоди. Односно трите ги погоди. Трите ги погоди, да. Браво. Не, бев стварно во грешен ресторан и седов да се распакувам и колегите ми викат, извинете, вика, вие? Па реков, свадба имам. Што вистина што луѓево кои што беа нели свекор, свекар, баба, дедо, здраво се поздравуваме, повелете. Епа тие си викате изненадување имаме. Изненадување, ништо, па ајде зедов во други ресторан, заминав и така. А инаку тоа во Канада, да, вистина ми се случи, 4 часа ме чека, во 5 часот излегов и имав многу малку време да се спремам за настап и пеев Нова година, бев умрена стварно. Тоа е стрес. Не само што е стрес, значи бев преморена, не, тоа е хаос, тотален хаос, да. Вау. Интересно. А добра си да ти кажам, и кога лажиш си добра. Не можам да лажам, не сум многу добра, не сум. Не, знаеш, пошто приметив третата ситуација, бидејќи некаде така моташе и се двоумеше, и сега кога нешто го измислуваш, веројатно и има малце некои си дилеми, да. Како и да беше интересно и забавно. Кажавме генерално кои се плановите, сето на што нели ќе се случува на периодов. Вежбаш во меѓувреме или уште е рано? Поголемо вежбање од талија дома не постои. Бицепс, трицепс. Грб немам. Планирам, се шалам, планирам да почнам да вежбам, се надевам од есен, малку да порасни талија, да можам да може да се приспособува, да можам да ја носам на вежбање, затоа што персонални тренинзи држам јас, не вежбам групни, така да мислам дека од септември ќе почне. Одлично, многу ти благодарам за денешното гостување. Благодарам и тебе. Беше навистина забавно. Ти благодарам што еве денеска го почнавме ова изненадување за гостите, би рекол. Мислам дека извлековме интересни информации за тебе. Фала ви уште за поканата и се надам дека ќе се видиме во скоро со другите две нови песни и ќе ти го кажам новитетот за кој што сега правам 1 месец пауза. Едва чекам, а не можам ни да предпоставам. Ама добро, ај ќе потпрашам после емисија од прилика. За крај ќе ја слушнеме промотивно и премиерно за магазин Насител, Гледанице, новата песна и видеозапис на Елена Јовчевска. Верувам дека уживавте. Имајте убав ден и се гледаме.